Уметниците живеат со срце полно љубов за она што го создаваат, за аплаузот, за уште една премиера, за нова улога. И тоа за ништо на светот не би го промениле. И тоа е еден од таквите уметници. Актер, доајен на македонското глумиште, што неодамна се закити со орденот заслуги од председателот Пендаровски. Добар ден во емисијата во живо, му посакувам на Џокица Лукаревски. Благодарам. Добар ден на сите гледачи на македонската телевизија. Почестен сум што после одма добивањето на овој орден од председателот, првото интервју го правам со вас и благодарам на поканата. Џокица, не дека е прва награда ова, но големо признание за вас. Што значи ова за вас? Ова значи некаква сатисфакција за еден минат труд од 40 и кусур години. Една, како да кажам, валоризација на нешто што сум го правил со голема љубов, со голема посветеност, сакајќи да направам нешто за да ја задоволам публиката која што на вистина е единственото мерило за некаков успех. Знаете што значи тоа, дека кога ќе излезеш на сцена и кога ќе заврши представата, добиваш некаков аплауз, не некаков, него одличен аплауз, тоа значи дека си ја постигнал целта. Целта е секогаш нашата цел, секогаш е аплаузот. Препознатлив по бројните улоги во театарот, на филм, во ТВ серии, во радиоемисии. Сепак, која е улогата што стави печат на вашата кариера, односно која е улогата што ве прави најгорд? Не би можел баш да се определам за некоја улога која што ми е најдрага, меѓутоа сите улоги се драги кога ти ги доделуваат во поделбата. Сите улоги се драги и сите улоги представуваат некаков предизвик кој што сакаш, кој што те тера да направиш нешто што ќе биде посебно. Секогаш сум влегувал со некаква тенденција дека треба ова да го направам и ова ќе значи кој знае колку. Некогаш сум бил разочаран околу тоа, некогаш сум бил горд на тоа што сум го направил. Така да не можам да кажам која улога, меѓутоа мислам дека последнава улога као круна на нешто, на мојот опус 40 годишен, беше улогата на партија Реми, на пензионираниот официјалниот пензионер, да, кој што ете во еден дом така седи и има потреба да се дружи со луѓето кои што веќе го отфрлаат, меѓутоа наоѓа една жртва и така натаму. Тоа е она што највеќе ме испровоцира, поготово што ме испровоцира заради возраста што ја носам сега. Тоа е нешто слично на тоа што мене ме очекува сега, така да можев многу попрецизно да го презентирам тој лик. Се чини највеќе ве препознаваат по улогата на Мендолина во женски оркестар. Секако добро, јас не сакав тоа да го спомнам, заради тоа што тоа беше една креација која што беше буквално импровизација на целата екипа на женски оркестар. Беше под страшна мотивација и желба да направиме нешто што ќе ја врзе публиката и тоа беше навистина нешто што беше многу гледано, многу пати гледано. Имаше женски оркестар 1, па имаше женски оркестар 2, мислејќи дека ние ќе одиме и понатаму. Меѓутоа се сменија приликите. Мендолина беше една улога која што морам да ви кажам, баш онака инцидентно ја создавав. Не дека нешто, затоа што и самиот текст на женски оркестар не е апсолутно вметнат во представата. Туку е тоа импровизација на ситуации, на настани, на конфликтни ситуации меѓу оркестарот кој што и така, што беше многу интересно и што ја плени публиката. Со огромен интерес за представата, така да јас Мендолина ја сакам поиќе од се, можеби, не најпоиќе, меѓутоа ја сакам поиќе, заради тоа што, пазете, се случува некои родители одат со деца, со дечиња малечки, негде 10-11 години. И оде, и детево ќе застане, еве Мендолина. Го памтат ликот, зашто, викам, здраво, родителот ми вика, дали знаете,
цела улога ја знае на памет. Така да тоа ми е и тоа е некоја сатисфакција која што ти значи награда за еден минат труд, за нешто што си го правил со љубов, со желба, со така. Подготвувајќи се за овој разговор, најдов на една ваша размисла. Лесно е да го насмеете гледачот, лесно е да го расплачете, но никако не смеете да го мачите. Секако, да, затоа што секој кога доаѓа в театар, или било каде, и дома, кога гледаш телевизија, некоја серија, ако јас не ја прифатам целата ситуација и да се малтретирам, што прават овие, аман бе, што прават овие, види, тогаш си ја промашил целата ситуација, си го промашил целиот концепт и на емисијата и на твојата креација. Секогаш се инсистирало од моја страна и од страна на моите колеги да бидеме апсолутно приемчиви. Тоа е интересот, значи толку да ја фрапираш публиката, просто да влезе во твојот лик, да живее со тебе и да те сака. Велат за актерот нема пензија. Секако. Создава додека го држат нозете и умот. Посакувам добро здравје. Благодарам многу. И натаму да остварувате улоги се додека ја ве држат нозете. Да, благодарам. Јас мислам дека тоа е една изрека која што сите артисти кои ќе завршат во пензија, ја кажуваат, ја имам енергија, ја сакам, ја можам, да, точно, секој сака, може. Меѓутоа, како од годините спласнува таа енергија која што се ја носел, нити пак менталната енергија која што си ја имал на времето. Така да, со некоја помала доза на сигурност за тоа, можам да кажам дека никој пат нема да се предадам на годините, на нешто што значи возраст, туку баш ке настојувам да бидам сегде присутен кај што ќе ме повикаат, затоа што тоа за мене представува една сатисфакција и признавање за нешто што сум го направил со години. Честитки уште еднаш за наградата и благодарам што ова попладне бевте гостин во емисијата во живо. Благодарам многу на поканата и секогаш стоам на располагање за убав разговор.